Координативното тело за помирување денеска не се формираше. Кај собранишкиот спикер Џафери не дојде представник на независната пратеничка група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Оттаму вела дека поради обврските околу гостинот од Австрија не биле во состојба да присуствуваат. Координаторката Елизабета Канчевска-Милевска била на средба со председателот на Австрискиот национален совет. Според собранишкиот спикер Тала Џафери се очекува неговото формирање. Изјавата и на премиерот и на пратениците по однос на формирање на тело за помирување, како што известував порано, во координација редовна, значи е отворено прашањето и се работи на тоа да се определи, значи групата во кој состав ќе биде, кој ќе ја води и во тој контекст, значи работиме. Од ВМРО ДПМН и денеска потврдија дека нема да учествуваат во ова тело за помирување. Најавија дека сепак ќе ги прифатат неговите одлуки доколку во нив нема селективна правда. Доколку господинот Зоран Заев навистина сака да има национално помирување, треба да бидат ослободени институциите да можат да работат без притисокот кој што оваа власт во моментот го прави на сите институции во Република Македонија, вклучувајќи ја и судската. Тоа координативно тело, кое што ќе работи на помирување, доколку донесе одлуки, ставови, кои што ќе бидат прифатливи за ВМРО ДПМН, а тоа значи неселективна правда и можност за учество и праведност кон сите учесници во настаните, ВМРО ДПМН ќе ги подржи одлуките од истото тоа тело. А гостинот од Австрија Соботка денеска се сретна со спикерот. Имаше и обраќање во парламентот. Рече дека за промените на уставот потребни се храбри чекори. Јас јасно ќе кажам дека стратегијата за Балканот на Европската Унија пропишува јасни процедури на постапување. Како што знаете, на Грција и треба поддршка од Европската Унија и тоа на различни нивоа, така што, како што веќе нивниот председател јасно кажа, ќе има преговори, ќе има разговори, но Грција ќе постапи по своите обврски. Затоа се овде присутни Европската комисија, Европскиот совет кои што ќе помагаат во овој процес и по парламентарните избори идната година ќе може да се отпочне со проширување. Европската Унија секогаш беше одговорен партнер за Грција во тешките периоди што таа ги преживеа, не само во текот на финансиската криза, туку и она што го доживеа тие со бумот на миграцијата, на мигранти. Европската Унија секогаш била добар партнер и јас сметам дека и Грција ќе биде добар партнер и одговорен партнер за Европската Унија што се однесува на оваа тема. Инак утре во Комисијата за мандатно-имунитетни прашања ќе се разгледува барањето на судот за одземање на мандатот на Груевски. Во петок, на седница за ребалансот на буџетот, се очекува на дневен ред да се најде и оваа точка.